Државата со највисоки почести го пречека папата Франциск во председателската вила на Водно, откаде во својот говор тој земјата ја нарече пример за мирен соживот и мост на истокот и западот. Високиот гостин од Ватикан истакна дека овие карактеристики се исто така од огромно значење за интеграцијата со европските народи. Обраќајќи им се на многобројните официјални представници на државата, на дипломатскиот кор и цивилниот сектор, тој рече дека мешавината на култури и етнички и религиозни идентитети довеле до мирен и траен соживот и апелираше земјата да продолжи на тој пат. Овој аспект ве прават пример на кој што треба да се угледаме за мирен соживот во меѓусебен реципроцитет. Овие посебни карактеристики во исто време се од голема важност на патот кој што побрза интеграција со европските земји. Поглаварот на католичката црква Франциск, кој пристигна со 30 члена делегација од Ватикан во председателската палата, го поздравија гардата на армијата и воениот оркестар со интонирање на химната на двете земји. Тој на крајот се заблагодари на топлиот пречек со зборовите: Бог да ја чува и да ја благослови Северна Македонија, да ја зачува хармонија и да ја даде просперитет и радост. Председател Ѓорѓе Иванов во обраќањето ги повика граѓаните на помирување и простување и пораче дека присуството на папата може да помогне, како што рече, во духовната обнова на земјата. Тој државата ја нарекуваше со името Република Македонија, зборувајќи за актуелната политичка ситуација, рече дека папата доаѓа во време кога македонското општество е длабоко поделено, а државата е тешко раната поради прекршени ветувања, изневерени очекувања и разнишена доверба во меѓународната заедница. Затоа, символично, како македонец замолев да дојдете во Македонија и да ни помогнете во духовната обнова на нашата татковина. Во земјава има 1% католици, а најпознато лице од нашата земја е хуманистката скопјанката Мајка Тереза, која е прогласена за светица. Тоа беше уште еден мотив за посетата на високиот гостин од Ватикан, кој изрази задоволство дека во незиното родно место ќе ја одаде почит. Папата исто така го истакна и напорот што го направи државата во прифаќањето на мигрантите од Блискиот исток за време на бегалската криза. Авионот на папат изутрината слета на аеродромот во главниот град, каде го пречекаа неговиот домаќин, председателот Иванов и премиерот Зоран Заев. Посетата е проследена за засилени мерки на безбедност, а освен градот, својот лик изутрината го резервуваше и председателската палата на Водно. По посетата на председателската вила, папата Франциск со автомобилот се упати кон плоштадот во центарот на градот, каде според најавите на мисата ќе го поздрават 15.000 граѓани кои дојдоа да го видат одблиску. Овие раце на сестрите од манастирот Свети Ѓорѓија во село Рајчица Дебарско имаат изработено над 1100 православни митри. Нема држава во светот каде нема нивна ваква ракотворба. Неа ја носат од митрополити до Вселенскиот патриарх Вартоломеј. Но освен за православниот свет, сестринството од ова духовно светилиште има изработено еден дел од одеждата на римокатоличкиот папа, која се нарекува тиара. За прв пат папата Франциско добива тиара во мај 2016 година од македонската владина делегација, која ја нарачале да се изработи од сестрите од манастирот во Рајчица. Сестра Ефимија раскажува дека папата бил воодушевен и задоволен од ваквиот гест. Нас ни беше многу интересно тоа што папата беше прилично изненаден од ваквиот тип на подарок, бидејќи не секој подарува тиара. Веднаш после добивањето на подарокот, 10 минути требаше да изминат за по нивните официјални сајтови, па дури и на Википедија, да биде ажурирана информација дека папата добил тиара од македонската владина делегација по повод чествувањето на Свети Кирил и Методи во месец мај таму во Рим, која што е изработена во манастирот Свети Ѓорѓи Победоносец Рајчица од сестринството кое што живее во тој манастир.
Така, тоа беше навистина интересно. Ватикан има папска тиара изработена од вредните раце на македонски монахињи, но и македонскиот манастир Рајчица има римски шлем кој го порачале да им го изработи римски експерт од автентичен материјал. Тој представува верна копија на шлемовите кои ги носеле римските воени трибуни од времето на светецот Свети Георги. Трибуните го носеле шлемот кога најавувале лити и победи, походи и слично. Римскиот шлем стои изложен во една од одаите на манастирот, но истиот денеска на 7 мај, кога папата е во посета во Скопје, го носи најавувачот на струшката литија по повод празникот Свети Георги. Тој целосно облечен како римски воен трибун ја предводи литијата како во времето на светецот Георги, кој живеел на крајот од 3-тиот, односно 4-тиот век. Од манастирот Рајчица ни објаснија дека нивниот игумен секоја година внесува по некој новитет на струшката литија, па еден од тие новитети е и римскиот шлем. Но за разлика од римскиот шлем, папската тиара изработена од сестринството не наоѓа примена во католичките обреди. За последен пат со тиара бил кронисан римскиот папа Павел VI 1963 година, но 5 години подоцна завршува Ватиканскиот концил, кој одлучува римокатолиците повеќе да не се кронисуваат со тиари. Но сепак постои традиција на папите понатаму да им се подаруваат тиари, како во случајот со папата Франциско. Начинот на изработка, но и обликот на православната митри и папската е различен, но духовниот пристап е ист. Креативноста најповеќе доаѓа до израз тука. И интересно е тоа што митрата секогаш нуди една можност сестрата, односно човекот кој што изработува, да се моли. Така што додека ја работиме, ние твориме молитва за нешто кој што служи за молитва. Така кога ќе видите владика, кој што врз себе носи митра, секој пат ќе знаете дека тој е во процес на богослужба. Сестрите од манастирот Свети Георги во Рајчица знаењето за изработка на митри и тиари го добили од игуменот отец Партени, тој па го научил од сега веќе упокоен бугарски владика. Инаку овој манастир е единствен во Македонија кој изработува митри. За нивна изработка веќе се подготвува посебна просторија во овој нов конак. Манастирот Свети Георги во Рајчица ја враќа духовноста на крајот од 90-тите години, по долгогодишниот духовен мрак за време на комунизмот, кога се замоношуваат и првите монахињи. Се наоѓаме во манастирската црква Свети Георгија близу село Рајчица, изградена во 1835 година, на стари темели од 16 век. Она што е специфично за овој духовен храм е тоа што тука од 2003 година постојат мошти од Свети Георгија на кои се поклонуваат припадници од повеќе религии. Разговараме со господинот Горан Видачек, представник на католичката заедница од Полошкиот регион и воедно председател на Македонско-хрватското друштво. Добар ден, господине. Добар ден. Знаеме дека во посета историска е папата. Како католик и како представник на католичката заедница, што представува за вас доаѓањето на папата во историска посета на Северна Македонија? Па вака, ова е особено чест за сите католици во Македонија, така и за мене. Ова е прв пат да некој папа ја посети Македонија и тоа при тоа ни ја дава голема чест на нас католиците и секако на другите граѓани кои живеат во Македонија и на државата Македонија. А да ни кажете според вас и според заедницата тука во Полошкиот регион, дали сметате дека оваа посета е случајна или пак можеби поврзана со некои настани? Јас се надевам дека посетата не е случајна, бидејќи православната црква има соработка со Римокатоличката црква, како на пример честување на гробот на Свети Кирил во Рим, така да и ова нивната соработка продолжува и се надевам дека ќе продолжи и понатаму. И при тоа се целта на овие соработки е градење на мостови, а не на ѕидови. А дали представници од заедницата ќе остварат средба со папата или пак може представници од заедницата во Скопје и во други градови кои што соработуваат со вас и што би му порачале на папата? Секако сите не може да дојдат таму, ама одреден број на членови од католичката верска исповест ќе имаат средба со папата во катедралата Пресвето срце Исусово и каде што ќе има и средба и со младите, каде што ќе има пренесе некои нивни мислења како може да помогне на католиците во Македонија.
Како може да помогне папата на католиците? Со кои проблеми се соочувате, да речеме? Па проблеми најчесто се финансиска природа и поголема помош, поголема помагање. Пример, во Македонија цркви католички има само во Скопје, Охрид, Битола, Куманово, Штип, Гевгелија, Богданци и Струмица. До секако тоа не е проблем голем, да кажеме, бидејќи во Македонија има многу мал број на католици. Така да обредите ги практикуваме во православните хромови, каде што немам никакви проблеми. Тоа ми беше наредно прашање, колку има католици во Полошкиот регион и како... Вака, нашето друштво е македонско-хрватско друштво и од прилика имаме бројка дека има околу 4000. Ама збориме спрема наши членови, да речеме, не за други вероисповедци, да кажем, освен хрвати. Како соработувате, какви активности имате? Да, имаме прекрасни активности, така да сега оваа недела ќе имаме гости од Загреб, каде што од Загребачка жупанија, каде ќе имаме деца од прилика 25 деца, каде ќе бидат сместени во други деца и каде ќе практикуваат разни проекти, ќе имаат посета на Охрид, Струга и Скопје. Рековте дел од вас верските обреди ги практикувате во православните цркви, дали сме дека може има потреба за католичка црква тука во овој западен регион? Секако би требало, но само мала бројка сме, е проблем да се најде и место. Доколку излезе пресред општината, би биле благодарни. Да, сте имали некоја иницијатива претходно? За сега не сме имали иницијатива, зашто еве слушам и други иницијативи од православна вероисповедност немале на слух за сега за нив, па мислимо и за нас би биде уште потешко, бидејќи сме многу мал број. Тука може и папата може да помогне нешто? Па се надеваме дека нешто може да помогне. Ви благодарам на разговорот. Ова беше Горан Видачек, представник од католичката заедница од Полошкиот регион. Секторот за внатрешни работи Тетово со неколку активности по повод денот на полицијата 7 мај. Началникот на СВР Тетово Амир Далипи и советниците во Министерството за внатрешни работи Мухамед Реджепи, Адријана Савевска-Павловска и Ајтен Рамадани денеска предпладне го посетија дневниот центар за деца со посебни потреби во Тетово и на раководството на оваа институција му врачија пригодни подароци, наменети за децата. Со денешната посета на овој центар, секторот за внатрешни работи Тетово на најнепосреден начин уште еднаш покажа дека сите деца се исти и дека подеднакво заслужуваат грижа, љубов и внимание. Таквата емоција најконкретно беше споделена со децата од центарот и со неговите вработени, чија професионална обврска е секојдневна грижа за нив, велат од секторот за внатрешни работи Тетово. Во рамки на одбележувањето на денот на македонската полиција 7 мај, денес семејството, колегите и пријателите го посетија вечното почивалиште на полицискиот службеник Цоки Стојановски на православните гробишта во Тетово, кој загина бранејќи ја својата земја во конфликтот во 2001 година. Присутните му оддадоа почит со палење свеќи и полагање свежо цвеќе, пошто положија цвеќе и на спомен бистата во полициската станица за безбедност во автопатниот сообраќај. На комеморацијата во знак на вечен незаборав чест и пиетет на полицаецот Стојановски присуствуваа делегации на секторот за внатрешни работи Тетово, полициската станица за безбедност на патниот сообраќај, Армијата на Република Македонија, Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Тетово, Општинската организација на Сојуз на борци од Тетово и Сојузот на воени инвалиди од Тетово. Цоки Стојановски загина ноќта на 31 јули 2001 година. Тој беше погоден од куршум на пунктот лосиран пред поранешните простории на Радио Тетово. Во 2001 година беше на функцијата командир, а должноста тој ден ја извршуваше на реонот од наплатната рампа кон Гостивар до станицата за безбедност на патниот сообраќај. Полицаецот Стојановски беше познат како човек целосно посветен на службата и на должностите, кои ги извршуваше секогаш со иста совесност.
Загина на 28 години, а по прераната смрт остави зад себе сопруга и 2 малолетни деца. 3 повредени лица, од кои едно потешко во 3 сообраќајни незгоди во текот на вчерашниот ден. Во незгодата случена околу 20 часот на регионалниот пат Тетово-Јажинце во близина на Лешок учествувале 2 патнички возила, Даево Тико со скопски регистерски таблици управувано од 40 годишникот Добарце и Volkswagen Golf со тетовски таблици, што го управувал 64 годишникот Теарце. Во незгодата возачот на Тикото задобил тешки телесни повреди и по укажаната лекарска помош во Тетовската клиничка болница со медицинско возило итно е пренесен во клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје. Извршен е комплетен увид на местото на незгодата. 10 минути подоцна на булеварот Видоја Смилевски Бато во Тетово пред крстосницата со улицата Браќа Миладиновци. Патничко возило Volkswagen Golf 5, кое веднаш го напуштило местото, удрило во 34 годишен тетовец. Повредениот пешак со друго возило пренесен е во Тетовската клиничка болница за укажување на лекарска помош. Се преземаат мерки за пронаоѓање на возилото учесник во оваа сообраќајна незгода. Сообраќајка се случила и во Гостивар, околу 10 часот и 30 минути на улица Мајор Чеде Филиповски, при што патничко возило Сеат Ибица со гостиварски регистерски ознаки, управувано од 66 годишник од Горна Бањица, удрило во 46 годишна гостиварка пешак. Повредената е пренесена во гостиварската општа болница Ферит Мурат за укажување на лекарска помош. Полицијата извршила увид, информираат од СВР Тетово. Ваква беше сликата на православните гробишта во Тетово ова утро. Купишта разновиден отпад и непријатна миризба која што се шири околу него. Граѓаните велат дека ваквата слика постојано се повторува на ова место. Откако надлежните ќе го исчистат ѓубрето, повторно се создаваат нови купишта. Луѓето кои што живеат во близина, не сакајќи да говорат пред камера, велат дека во ноќните часови доаѓаат жители од другите населени места кои што го истураат ѓубрето тука. Стопи ова, да. Ова е срамота. И брука. Па некња што било за Великден. Јас сум ова 73 години. Ова е срамота. Овде се фрла и шут, отпад. Што не се фрла? А кој го фрла ова? Па ми е народот кој. Сега луѓето може се чистат стварно, ама не може да постигнат това. Тоа се носи од кревети, од каучи, од телевизори, све. Тоа е тоа. Тетовци сметаат дека инспекцијските служби конечно треба да преземат мерки за решавање на овој проблем. Кошаркарите на Гостивар и математички обезбедија учество во финалната завршница во борбата за титула. Гостиварци на вчерашниот надпревар во салата Младост го совладаа Кожув со резултат 84-72. Белосините одиграа одличен надпревар против петопласираната екипа на табелата и од самиот почеток на надпреварот наметнаа игра за која противникот немаше одговор. Почетните 10-1 беа само најава за убедливата победа, за која придонесоа сите играчи на теренот. Ефијанаи постигна 23 поени, Александар Костоски постигна 20, а во последните 5 минути погоди 4 тројки во серија. Фурстингер запиша 15 поени, додека Тасовски 9. Кај гостите најрасположен беше Кешар кој постигна половина од поените на екипата, односно 35. Со оваа победа КК Гостивар се врати на третата позиција. Во четврток, 9 мај, во спортската сала Младост, гостиварци го пречекуваат вториот тим Блокотехна од Гевгелија. Времето денес беше умерено облачно со сончеви периоди. Дуваше слаб северозападен ветер.
Температурите се движеа во интервал од 2 до 12 степени Целзиусови. Утре, поради спуштање на студена воздушна маса од северозапад, ќе дува засилен северозападен ветер што ќе предизвика позначително опаѓање на температурите. Предпладне во западните делови ќе има услови за слаб дожд, а на повисоките планини ќе провејува слаб снег. Температурите ќе се движат во интервал од 2 до 12 степени Целзиусови.